Во Европа постојат повеќе од 20.000 различни видови пчели. Дури третина од храната која секојдневно ја јадеме зависи од работата на пчелите. Ако се намали популацијата на пчели, ќе се намали и приносот на некои растителни култури, некои може и да исчезнат, што може да предизвика недостаток на храна. Денес во приказна ќе зборуваме за пчелите. Зоолошката градина во Скопје со едукативна изложба ја истакна важноста на пчелите во екосистемот. На овој начин придонесуваат во информирањето на јавноста за целокупно значење, но и знаење за пчелите. Проектот беше на две теми пчели и теми црвеноушести желки. Имавме 36 точно студенти од Бренстер Академија кои зедоа учество и по нивни избор работеа постери дизајни. Многу инвентивно, значи морам да кажам дека од студентите добивме многу инвентивни решенија и ни беше многу тешко да одлучиме кој да биде избран како победник. Најверојатно, нели, кога се зборува за зоолошка градина, се мисли на слоновите, на лавовите, на тигровите, на оние што се екзотични животни, меѓутоа пчелите се еден многу важен, односно најважен сегмент во биодиверзитетот и заради тоа токму ги избравме пчелите. Постерите се едукативни и мислам дека ќе имаат голема примена. Она што треба оваа пролет да го направиме, да станат достапни до публиката. А за да станат достапни публиката, треба да ни треба малку помош, да ги урамиме со во плексиглас, да ги поставиме на определените места, таму каде што е катчето за пчелите, каде што ќе им се едуцираат децата кои што се постојано посетители, ќе можат да прочитаат, да слушнат и да видат. Негувателите во зоолошката градина направија визуелно катче за пчели и инсекти за да ги едуцираат посетителите. Децата веројатно имаа очекување дека доаѓаат во зоолошката градина и нели по дефолт снимаат слонови, жирафи и некоја екзотика, и во суштина зоолошката тоа навистина така треба да биде едно место каде ќе се презентираат или луѓето ќе се едуцираат за животот на екзотичните животни секако, но кога им рековме пчели беа збунети, демек, пчели сега овде, зошто? Но апсолутно сметаме дека тоа е една точка која е навистина многу важна за сите останати, но и модерниот принцип на зоолошките треба да остави некаква еколошка порака. Многу сме посветени на полинејтерс, особено во околината токму на пингвините, заради тоа што и во зоолошките градини во Европа многу страдаат од маларија, од комарците, и природен инсектицид ќе ни дојдат сите оние зачински растенија, но и лавандата која ја обожаваат за да си направат гнездо, а гнездото пак ќе ги брка комарците, доколку има лаванда, кој кога ќе се натопат, таа уште повеќе од своите етерични масла, мириса испарува и ги брка секако нив, за да не користиме секако отрови. И она што можеби во делот на полинејтерс најмногу ни е важно, да привлечеме што повеќе бубачки. Многу често правиме работилници со деца или ги едуцираме на тоа дека тие треба да си направат мали хотели за бубачки дома, дека не треба секаде, секогаш требата да биде идеално подскратена. Знаеме да им речеме на родителите, што правиме едукации на возрастни, да им речеме, добро, зашто ја косите голф ли ќе играте дома? Секако треба да малку повеќе да размислиме и дома кога градиме некој таков парк, дали навистина мора секаде да е идеална тревата. Направете едно мало катче околу вас каде што ќе седнете или околу куќата, ама од страната секако оставете повеќе цвеќиња, па дури и локални. Ние тоа иако собираме семиња од локални растенија и секогаш купуваме полинејтерс како би ги мотивирале бубачките секако да дојдат повеќе овде, така ги привлекувате и дивите птици, така ја будите и целата природа, односно го заокружувате тој еден екосистем за да биде една комплетна приказна. Во светот е забележан тренд на намалување на разновидноста, како и опаѓањето на бројноста на медоносните пчели. Еве што велат податоците кои што ги откривме. Кога ќе ги споменеме пчелите, многумина ги препознаваат како златните пчели кои произведуваат мед во кошница.
На нашава планета досега се идентификувани повеќе од 20.000 видови на пчели. Секако многу мал дел од нив се оние пчели кои што ние ги препознаваме како медоносни пчели, односно пчели кои што на нас ни ги даваат сите бенефити на кои што ние нели секој ден се радуваме и ги користиме во нашата секојдневна исхрана. До сега детерминирани се околу 20.000 видови на пчели, со тоа што само десетици видови на пчели се одгледувани од страна на човекот. Но медоносните пчели се само еден вид, а низ светот постојат повеќе од 20.000 видови пчели. Тие се класифицирани во различни семејства. Од сите видови пчели само 10% се социјално организирани, а од нив пак мал број живее во кошници. Одборуваме за медоносните пчели. Пчелите не функционираат сами за себе, функционираат во форма на пчелни семејства. Во науката често ние знаеме да ги кажеме, односно во струката често знаеме да ги кажеме дека функционираат како суперорганизам. Едно пчелно семејство функционира како суперорганизам во кое постои една матица, постојат 30 па и повеќе илјади единки пчели работнички и некаде од 1-2 до 3% од пчелното семејство се машки единки, односно трутови. Поголем дел од пчелите живеат самостојно во гнезда кои можеби ќе ги формираат во дрво, во земја или во зидови. Околу 3/4 од сите видови диви пчели се гнездат во почвата и поголемиот дел од својот животен циклус го минуваат под земја, што помага да се зачуваат нивните гнезда. Пчелите се дел од инсектите кои се од витално значење за растителното производство. Пчелите имаат огромна улога, огромно значење, особено за биодиверзитетот на планетата Земја. Кога би ги немале пчелите, нашата планета не би изгледала вака како што изгледа сега. Она што луѓето го знаат како придобивка од пчелите, медот, односно пчелните производи, медот, поленот, матичниот млеч, прополисот, восокот и останати други пчелни производи, се само мал дел од улогата која медоносните пчели, односно функцијата која придонесот кој медоносните пчели го имаат. За нас многу позначена улога е опрашувачката улога на пчелите и тука не зборуваме само за медоносните пчели, од кои ги претходно ги спомнав овие производи кои ги добиваме, туку и воопшто пчелите како вид. Медоносните пчели собираат нектар од цвеќето и го чуваат во посебен дел од стомакот. Таму нектарот се меша со ензимите кои ги создава пчелата. Потоа се сместува во малите комори во склоп на кошницата. Испарувањето на водата се прави додека мафтаат со крилјата, пошто смесата се згуснува и се создава медот. Најпроширена, најраширена, најраспространета е и со најголемиот диверзитет е западната медоносна пчела, Апис мелифера. Тоа е вид на пчела од кој постојат повеќе подвидови, до сега се детерминирани некаде околу 30 подвидови на медоносни пчели. Научниците забележуваат намалување на популацијата на дивите пчели кои пак имаат клучна улога во опрашувањето на повеќето култури и диви цвеќиња. Глобално да, постои намалување на бројот на медоносни пчели. Тоа се случува од најразлични причини. Во земјите, односно во државите каде што има интензивно земјоделство, причините за угинување на пчелните семејства и масовното исчезнување на пчелите треба се бараат во одгледувањето на монокултури, односно едноличната исхрана на пчелните семејства. Потоа не е само монокултурите, исто така е и главна причина е користењето на пестициди, на преголеми количини на хемиски средства, во третирањето на земјоделските површини, што секако не оди во прилог на медоносните пчели. Од друга страна, не се само овие причини, постојат и известни болести, одредени болести кои ги напаѓаат пчелните семејства и на кои пчелните семејства се подложни. Главен причинител
и преносник на тие болести е еден ектопаразит кој паразитира на телото на пчелата, се вика вароа, налик на крлеш, кој е причина за големи загуби во пчелните семејства во светски рамки. Го има и кај нас и во моментов тоа е еден од главните причинители, вароата е една од главните причинители за загуби на пчелните семејства во нашата држава. Според Меѓународната унија за заштита на природата, околу 10% од видовите диви пчели во Европа се загрозени од исчезнување. Различните видови на пестициди и губењето на природните живеалишта се проблеми со кои се соочуваат пчелите со години. Па така бројот на диви пчели во светот се намалил за 1/4 во периодот од 1990 до 2015 година, покажуваат податоците на Глобалната организација за биолошка разновидност. Податоците за пчелите биле собирани од музеи, универзитети и од научници аматери. Ова не значи дека тие се изумрени, туку дека станале толку ретки. Дивите пчели, за разлика од медоносните, се оставени сами на себе. Како и секое живо суштество, и пчелите се разболуваат. Секако, тука истите причинители на болести кои што се кај нас, од тие групи на причинители се наоѓаат и кај пчелите. Сакам да напоменам дека имаме вируси, имаме бактерии, имаме габи и имаме паразити како причинители на болестите кај пчелите. Од она што е кај нас присутно во нашата држава и кое што е наше секојдневие на нашата катедра и во нашата лабораторија, тоа е вароозата, паразитна болест кај пчелите, ноземозата, габична болест кај пчелите и американската чума на пчелното легло како најопасна болест кај пчелите од бактериска природа. Воедно сакам да напоменем и да искористам приликата да ги запознаам пчеларите дека заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија оваа година во годишната наредба воведовме и бесплатно тестирање освен на американска чума на пчелно легло и на болеста варооза и на ноземоза, така да ги повикуваме пчеларите слободно да ги пријават здравствените проблеми во нивните пчелни семејства. Македонската пчела е опфатена во законот за сточарство, каде што е ставена како подвид под посебен режим на заштита. Ние во Македонија сме посебно горди на еден наш автохтон вид. Тоа е нашата македонска медоносна пчела, која што е подвид на западната медоносна пчела, која што се карактеризира со благо изразен одбранбен нагон, меѓутоа со одлична медопродуктивност. И сакам да напоменам само дека вака на око, кога ќе видиме пчелата, ние не можеме да кажеме дека станува збор за нашата, за македонска пчела како доминантен вид. Тука е необходно да направиме многу подлабоки лабораториски, морфометриски и молекуларни истражувања за да стигнеме до точниот наод. И Македонија не е имуна на трендот на намалување на популацијата на пчелите. Македонските пчелари во неколку наврати укажуваат на намалено производство на мед. Климатските промени за кои што ние сите сме свесни и се наше секојдневие, си го прават своето, доведуваат до изненадни промени на времето, доведуваат до нагло зголемување или нагло намалување на температурата на воздухот, што придонесува да се поремети нормалното природно однесување на медоносната пчела. Второ, урбанизацијата, која што е секако глобална закана, не само за диверзитетот на пчелите, туку и за глобалниот диверзитет, која што придонесува до дефорестација, уништување на природните живеалишта на пчелите. Секако да не го заборавам интензивното земјоделско производство. Медоносните пчели се полезни инсекти. Кога има многу луѓе кои сакаат да се занимаваат со пчеларство и кога тоа е исплатливо, бројот на пчелните семејства се зголемува. Кога интересот и заработката се намалуваат, се намалува и бројот на пчелите. Денес медоносна пчела, која има неколку регионални подвида, представува најодгледуван инсект и единствен природен извор на мед. Со цел да го смени намалувањето на пчелите кои се клучни за растителното производство, ЕУ подготви низа мерки, вклучително и патишта за инсектите кои се движат низ Европската унија. Ние можеме да влијаеме преку намалување на антропогените активности, значи на активностите во кои што нели сме ние инволвирани како луѓе, значи да успееме да овозможиме што повеќе природни живеалишта на пчелите, да можеме да овозможиме тревници кои што нема редовно да се косат, во кои што таа вегетација нели ќе буе, ќе се размножува и ќе овозможува на пчелите да пристапат нели до непресушен извор на храна,
а воедно ги повикуваме пчеларите, затоа што тие се директно инволвирани во контролата на болестите на пчелите, на користење на хемиски средства или уште поубаво на користење на нехемиски начини за борба со болестите кај пчелите, се со цел да ја одржуваме таа наша популација на задоволително ниво. Не можеме без пчелите. Зошто е тоа така? Тоа е една многу несмасна изјава, кога кажеме дека не можеме без пчелите, бидејќи често луѓето поради различни информации кои кружат во јавноста ги мешаат проблемите со кои се соочуваат медоносните пчели како сточен вид и сите други видови на диви пчели. Во светот пред 3-4 години се добија првите информации дека пчеларите низ цел свет, особено во северната хемисфера, се соочуваат со некоја мистериозна болест во кој голем дел од пчелните семејства угинуваат, така наречен колони колапс синдром. И беше потребно многу време истражување да се утврди дека причина за тоа се комбинација од фактори, пестициди, климатски промени, загуба на хабитати. Но во меѓувреме се појави првите научни информации дека се губат и видови бројноста на диви пчели, особено на бумбари. И сега тој коктел од информација јавноста го свати дека пчелите исчезнуваат, дека не треба да ги спасиме. И се следуваше цел сет на мерки кои никако не влијае ни на дивите пчели, но на медоносните пчели. Апис мелифера е медоносна пчела и тој е сточен вид. Се смета дека веќе никаде ни светот, особено из Европа, не постојат диви представници на овој вид, на дива медоносна пчела. Тие живеат не се наоѓаат во шуми, во пештери, но тоа се ги нарекуваме ферални, односно избегани медоносни пчели, но тоа не се вистински диви пчели. Значи, медоносна пчела човекот ја култивира по последни неколку милениуми, тоа меѓу првите фармирани животни што ги имаме и користиме за производство на мед и медни продукти. За разлика од дивите пчели, медните пчели се управувани од човек, значи тоа се од сточарите, тие може да ги лекуваат, да ги прихрануваат, да ги селат, да им даваат вакцини, да ги лекуваат, тие се исто како што се кравите, како што се овците, кокошките, значи нема разлика помеѓу нив. И човек ги користи за производство на мед и медни продукти. За разлика пак тоа, медоносните пчели, дивите пчели составени сами на себе. И дивите пчели во најголем број од случаевите се соочуваат со голем број опасности од страна на човекот. Уништување на хабитати, климатски промени, уништување на храната, употреба на пестициди или прекумерна употреба на пестициди, се тоа влие да тие се позагрозени. Дури во некои делови од светот има директен конфликт помеѓу медарите, помеѓу пчеларите и помеѓу дивите видови. Зошто? Бидејќи пчелните семејства во себе носат многу болести кои може да ги пренесат на дивите видови, но ние може да ги спасиме пчелните семејства преку вакцинирање, преку лекарства, а дивите видови се оставени сами на себе. Да одговорам едноставно на прашање дали не се потребни, многу ни се потребни во аспект на опрашување, но треба да внимаваме кои пчели нам не се многу потребни, без кои пчели не можеме. Ке се вратам на видовите пчели. Имаше една изјава апропо ова прашање, за кое што се тврдеше дека е изјава на Ајнштајн, според која што се тврдеше дека после 4 години од исчезнувањето на пчелите ќе исчезнат и луѓето. Секако ова се утврди дека е дезинформација како дел од она што и вие го говорите. Има многу дезинформации кога се во прашање овие информации. Да, тоа беше лажна изјава од Ајнштајн. Ајнштајн немал некој голем интерес према природни науки надвор од физичкиот свет, значи тој не занимавал со биологија, со ентомологија. Најголемата функција што имаат дивите пчели заедно со другите опрашувачи, како што се осите, мравките, пеперутките, ноќните лептири, така натаму, тие имаат функција да ги опрашуваат растенијата. Значи, најголем дел од растенијата што ги имаме на овој свет, значи делот оваа вегетација, се цветни растенија кои цветат. Најголем дел од нив имаат потреба од помош, од животинска помош, тие да се опрашат. Некои се опрашуваат и преку ветар, преку механичко делување, но најголем дел имаат потреба од присуство на некој животно да се опрашуваат. И дивите пчели се опрашувачи. И медоносните пчели се опрашувачи. Без опрашувачите ние не може да добиеме храна во најголем дел од смисол на зборот, она храна што е растително потекло нормално. И сега тие се делат според генералисти, оние инсекти кои може да опрашуваат повеќе растенија истовремено, а некои се специализирани. Некои диви видови на пчели може да опрашуваат само еден вид на растение и автоматски врската помеѓу растението и пчелата е непрекинливо. И ако исчезне пчелата, ќе исчезне растението и така натаму. Опрашувачите како тема е една многу комплексен дел од науката, за кој немаме многу информации. Тоа е една бесконечна мрежа
кај што се преплетени многу видови, многу услови, многу територии, многу површини и не знаеме што ќе се случи ако исчезне еден вид, како ќе влијае тоа врз мрежата. Ние претпоставуваме, може да имаме разумно претпоставка дека ќе се случи колапс на екосистемот по каскаден пат. Значи ќе почнат да исчезнуваат видовите и ќе почнат да исчезнуваат потребите. Ние знаеме дека медоносната пчела може да се управува, иако и таа се соочена со големи проблеми, и таа се користи за опрашување на аграрни површини, например, не знам, во Калифорнија се користи за опрашување на ореви, бадеми, портокали, лимони и така натаму. Кај нас таа многу не се користи, но многу територии, локални заедници зависат од медарството, од медарно производство. Например, кај нас има цели региони, цели краеви кај нас, например, во Источна Македонија, што живеат од медарство, така и нормално и нивните регии заштитиме како аграрен вид. Во Македонија не постои македонска медоносна пчела како посебен сточарски вид, што е автохтона сорта и нормално заштита на таа пчела треба да се раководи според заштита на аграрните типови. За разлика од тоа, од како што реков, дивите пчели се оставени сами на себе. Кога зборуваме за пчели, имам впечаток дека поголемиот дел од јавноста медоносните пчели ги препознава, не ги препознава останатите видови. Колку видови на пчели воопшто постојат на светско ниво? Па, бројката е огромна и постојано расте. Значи, ние станува збор за околу 20.000 видови на пчели само во Европа, што се релативно сиромашени екосистеми, ако споредиме со тропите, каде што тоа се безброј видови на пчели кои тек се откриваат. И многу е специфично за тоа, ке секрете што точно е вид, бидејќи има скрини видови, има многу подвидови, така да бројката на тие видови е огромна и автоматски сите тие услуги екосистемски што ги нудат се, кој што реков, рече си бескрајни, не знаеме колку може да се. Но тоа не значи дека тие, ако некои функции на инсектите не ги знаеме во светот, дека тоа значи дека тие се незначајни, не постојат. Неодамна јас објавив едно истражување во кој се утврди на кој начин медиумите, светските медиуми известуваат за тој ред на инсекти, мравки, пчели и оси, во кој се утврди дека најголем дел од вестите кои се соопштуваат према јавноста се на тема медоносни пчели. И луѓето се информираат за медоносни пчели. Најмал дел се информираат за мравки, мравките се скоро незабележителни, а нешто повеќе има за оси. Секојаш осите се во негативен приказ, значи убици, опасни, крволочни, азиски страшлини, а медоносните пчели се харизматични, поволни, добри така натаму. Мора да напоменам дека ние од аспект на комуниколошки аспект во последните 4 години утврдивме дека со интензивна комуникација од научна фела и од иницијативите према јавниот сектор, према самоуправите, особено локални самоуправи, може да се направат промени за чување на пчелите. Има се повеќе иницијативи за одржување на запрашувачи, садење на медоносни растенија, обновување на урбани шуми со цел заштита животните, па дури има една фамозна кампања во која Анџелина Џоли се нареди со погрешен вид на пчели, но сепак имаме пример како ако се насочи многу внимание и трпение и труд кон една цел, може да се направи некој успех. Иако имаме погрешен вид, значи спасуваме погрешни видови, но сепак тоа ни е добар пример дека ние можеме со интензивна комуникација према јавноста да постигнеме некакви промени. Има многу дезинформации, имаме многу видови, ние како луѓе треба да излеземе од тој синдром на спасувачи, значи од синдром на богови, од синдром на Исус. Ние треба да го намалиме нашето влијание и да овозможиме живот на другите животни. Ние утврдуваме дека ние имаме многу лош став за некои инсекти, например, ние утврдуваме дека некои инсекти се многу издржливи на промени, што значи дека треба ние да злоупотребиме таа нивна издржливост. Значи не е сето така тоа темно и црно, апсолутно не е поволно и треба преку правилна комуникација поддржана науката да се крепиме со кампањи кои ќе дадат директни промени. Така. Имаме ли податоци колку видови на пчели имаме во Македонија? Во Македонија едно од неколкуте недостатоци во Македонија е тоа што немаме ние државна институција што ќе следи состојбата на биолошката разновидност. Таква организација кај нас не постои, се е сведено на индивидуални научници, на странски научници кои тука доаѓаат на терен, истражуваат, собираат информации, ги објавуваат така натаму. Ние имаме некоја груба бројка за тоа колку прилика имаме видови од тој ред, да речеме, значи мравки, пчели, оси, паразитски оси, обични оси, медоносни пчели. Имаме некоја груба бројка, но тоа не е ни блиску до тоа што е реалната состојба, бидејќи како што кажав, ние немаме кај нас организација, катедра што ги ја прати работата на пчелите. Имаме ние колеги од Белград што ја покриваат Македонија како територија, по прилика ние може да забележиме дека има околу 300 објавени видови на пчели во Македонија, но таа бројка расте постојано.
Дури имаме забележување на инвазивни видови на пчели, значи пчели што доаѓаат од Кина, што се донесени тука во Скопје. Тој пат што ја го објавив летово, значи летово прв пат беше во Скопје забележена на азиска пчела смоларица, значи смолна пчела. Беше најдена во центарот на градот, во Дебар Мало. И кога ги имаме овие информации, најчесто се црно-бели. Например, пчелите ги сакаме затоа што даваат мед, но не ги сакаме затоа што имаат отров. Колку е ова погрешно? Да, има едно истражување објавено од 2019 година од научници од Италија, од Британија, во кој истражувањето гласи зошто ги сакаме пчелите, ги мразиме осите. И тоа оди рака под рака со тоа истражување што ние со колегите од ИКС го направивме во врска со тоа на кој начин се прецепираат животните. Постои една фраза што се користи во последно време, тоа се нарекува институционален вертебризам, или односно дека институциите, фондациите се грижат само за големи харизматични крзени животни, значи панди, мечки, или пак можеби пеперутки ако се шарени, или пак пчели. Тие се медоносни пчели, тие се како супер звезди, значи поп звезди во заштита на животна средина, за разлика сеш друго што е непознато, опасно, изгледа на луѓето им изгледа грдо, нехаризматично, тие се стани на маргините, така за нив се известува и баш се види кога се читаат, например, новинарски известувања за тие различни видови, се види, се гледа тонот во кој е пишувано. Пак кажам, улогата што имаат, ако се прави споредба меѓу медоносната пчела како сточарски вид, дивата пчела и осите, сите имаат своја улога во екосистемите, многу различна, но не беше толку видлива. Многу луѓе имаат, например, во Македонија не сме земја што има голема фобија од инсекти, особено од пчели и од оси, делумно поради постојањето на алергиски реакции од убод од тие инсекти, но ние не знаеме, бидејќи многу тешко медицина да процени дали некој е убоден од пчел или од оса, тоа е речиси невозможно, многу тешко се утврди. Но на пример и осите, иако се омразувани инсекти, имаат огромна функција во екосистемите. Тие се биоконтролори. Значи тие контролираат популациите на оние инсекти, па што ние ги сматраме за досадни. Комарци, муви, значи тие си имаат своја улога, тие постојат за контролисти, исто што прават волците, исто што правил и Homo sapiens како вид во нашата зора на постојањето. И ние треба да ја сватиме својата улога во поглед на заштитата на инсектите, конкретно на пчелите, затоа што иако зборуваме за дивите, се многу загрозени од користењето на пестициди во земјоделието. Како да го научиме тоа? Дали ни треба можеби поголема писменост за запознавање со информациите за овие видови? Еколошката писменост е многу потребна. Значи, само преку еколошко образование дојдеме до еколошка писменост. Не збориме за формално образование, збориме за образование, бидејќи ние веќе точно може да мапираме како ставови во јавноста се одликуваат, се пресликуваат и стануваат политики, односно државни одлуки. И тоа е многу важно, бидејќи ние многу тешко направиме општествени промени без општествени одлуки во оној свет во кој живееме, во демократски свет кој се во форма на законски акти, правилници така натаму. Ако отворите денеска на интернет, постојат илјадници идеи, предлози како ние може ги спасиме пчелите, ви уверувам дека поголемот дел од нив не функционираат. И работата е секогаш малку покомплексна од кога нас не се чини. Тоа не значи да не демотивира, туку само треба да знаеме дека ние пристапуваме кон еден поголем проблем. Голема кривица за таа состојба ја има и научната фела. Или пак луѓето кои се занимаваат со иницијативи на тема заштита на животна средина. Наместо да се прави адаптација на проблемите, кога се соопштува со јавноста, ние правиме симплификација. И автоматски луѓето мислат дека тие се лесни проблеми кои бараат лесни решенија, па ги ставаме последни на листата за решавање. Некои работи се комплексни и треба да знаат луѓето дека се комплексни и не може да се обраснат со еден збор или со една. Некои работи се едноставни. Не може да се објасни со еден збор операција на отворен мозок. Па не може да се објасни со еден збор заштита на диви животи. Така да треба да се мисли дека нешто е комплицирано, дека нешто не е црно-бело, дека треба многу време да се сработи, но треба да се постојан притисок и комуникација. Денеска во приказна од ЕУ ќе ви раскажеме приказна за пчеларството.
како земјата се посветува токму на прашањата за заштита на крајнската пчела, но како земјата истовремено ги посветува дури и своите законодавни процедури во однос на тоа, но како европските фондови пак помагаат на пчеларите. Дали можеби младите имаат интерес за тоа? Ќе видиме во оваа приказна од ЕУ. Додека градовите ширум светот се подготвуваат да го одбележат 20 мај, кој што е прогласен за Светски ден на пчелата, ние нашето патување го започнуваме од веројатно едно од најиновативните места, односно куќата на крајнската пчела, во местото Вишња гора од општината Иванчна Горица, каде што пчелата не само што е заштитена, туку е и славена поради нејзината витална улога во глобалните екосистеми. Кога разговараме за пчелите во Словенија, важно е да се каже дека тоа е земја која што е веројатно една од најнапредните кога станува збор за заштита токму на пчелите, особено медоносната пчела, а посебно е приказната за крајнската пчела. И ова овде што го гледате, или кое што се вика хиша крајнске чебеле, односно местото каде што се споени сите приказни од различни аспекти за одржлив туризам, за иновација, за технологија, музејска дејност, едукација, но пред се и над се и поради пчелите. Kranjska čebela je druga najbolj razširjena čebelja vrsta v svetu. Ima izjemno lepe lastnosti, kot je mirnost, krotkost, delovnost, zelo medonosna in je skratka za čebelarje zelo dobra za čebelariti z njo. Je pa tudi sicer fizično ta čebela posebna, je namreč sive barve, ni rumena, kot je na primer čebelica Maja, katero vsi poznamo. Skratka, ima neke posebne značilnosti, kar na razstavi tudi lepo pokažemo obiskovalcem. Mi imamo izjemno močno Čebelarsko zvezo Slovenije, ki je veliko naredila na zakonodaji in na zaščiti kranjske čebele. V Sloveniji imamo edini na svetu tako zakonodajo, da v Sloveniji lahko imamo samo kranjsko čebelo. Zato, da ščitimo našo kranjsko čebelo, ki je v Sloveniji avtohtona čebela. Imamo rejski program za kranjsko čebelo, strokovne službe, ki delajo na rejskem programu. Imamo več kot 40 vzrejevalcev matic, selekcijsko službo, kmetijski inštitut, ki skrbi za selekcijo. Skratka, v Sloveniji smo ponosni na kranjsko čebelo in jo tudi maksimalno ščitimo. Poleg tega imamo seveda tudi veterinarsko službo, ki skrbi za zdravstveno varstvo čebel, javno svetovalno službo v čebelarstvu, ki tukaj na Čebelarski zvezi. In pa, kar je najbolj pomembno, zelo strogo zakonodajo glede uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki seveda vemo, da škodujejo čebelam. Naš namen tukaj je promovirati kranjsko čebelo, prikazati ljudem, jih učiti o tem, kako je čebela pomembna za preživetje človeka in kako je čebelar pomemben za preživetje čebele. Tako da mi smo si tukaj dali kot eno posebno poslanstvo izobraževati o čebeli. Zato recimo smo tudi vzpostavili tukaj podjetniški del APLab, kjer izvajamo serijo izobraževanj tako z področja čebelarjenja kot z področja podjetništva, da ljudi učimo o PR-ju, o tem, kako tržiti, o tem, kako promovirati, o tem, kako komunicirati, o tem, kako zastaviti grafično podobo in tako naprej. Skratka, je zelo širok spektr stvari, da ljudi učimo, kako bolje čebelariti, kako zaščititi čebelo, kaj lahko kot posameznik naredimo za to, da čebela preživi. V Sloveniji mislim, da je tega interesa precej, zato je zaslužna Čebelarska zveza. Čebelarska zveza izobražuje mlade čebelarje, ima razpise za sredstva, za opremo mladih čebelarjev, tako da k nam mi nismo direktno vključeni v to, je pa večkrat pridejo tudi k nam pogledati, kaj ne. Več delamo z otroki v vrtcih in osnovni šoli, ki jih skušamo naučiti o medu. Едно од најстарите пчеларства кои што се започнати приватно како бизнис во Словенија уште во раните 90-ти по распадот на Југославија се наоѓа токму овде во место наречено Полхов Градец и токму во Полхов Градец ќе ги видите и Божнар.
Уште од 90-тите, тие не само што се многу мала пчеларска фарма, но тие имаат буквално производи кои што доаѓаат од секој можен аспект, а при тоа се направени од мед, од пчелни производи и слично. Божнар од 90-тите наваму постојано се развива, а помага дури и на околината на Полховградец во делот на развојот на туризмот, затоа што многу туристи кои доаѓаат и од Северна Америка или од Европа, токму ги посетуваат и нив со оглед на близината која што ја имаат до Љубљана, но и одличната инфраструктура да стигнете тука. Že v tistem času je bilo v Sloveniji veliko čebelarjev, dobrih čebelarjev, vendar sistem dela prodaje je bil pa popolnoma drugačen. Med je šel v odkup večjemu podjetju, čebelari na drobno niso prodajali. V trgovinah se je v tistem času ni sploh našlo slovenskega medu. Večina je bilo uvoženega, slovenskega zelo malo in nekako nam je bil izziv, da damo na trg slovenski med, da pokažemo ljudem različne vrste medu, to je bilo na začetku, in pa potem tudi številne druge izpeljanke iz medu, proizvode iz medu. Tako da so bili to precej drugi časi tudi, kar se tiče zakonodaje. V tistih časih je za predelavo medu veljal pravilnik, kot je veljal za predelavo mesa, mleka. Zaradi tega sem recimo tudi sodelovala pri vseh pravilnikih, pri pripravi strategije in pravilnikov v 90-ih letih, kjer smo potem implementirali evropska pravila, kjer danes je to precej bolj sproščeno, kot je bilo včasih. Некој треба да се грижи и однатре и да соработува директно со пчеларите на начин на кој што ќе им помага да го унапредуваат пчеларството во Словенија. И токму тоа се случува овде, централно, од општината Луковица, недалеку од Љубљана, каде што пчеларскиот сојуз кој е сместен на брдото над Луковица е местото каде се собираат пчеларите, каде што ги кројат политиките, но истовремено и реагираат на тоа што сметаат дека можеби е погрешно. Pri nas imamo možnost sofinanciranja čebelarske opreme, tudi 70-80% za razvoj čebelarstva, potem podporo dobijo tudi vzrejevalci matic za selekcijsko delo na področju vzreje matic, potem vsa izobraževanja čebelarjev so brezplačna, jih financiramo iz evropskih fondov, potem imamo mi lasten laboratorij za interno kontrolo medu, ki ga tudi plačujemo iz evropskih sredstev, tako da čebelarji lahko dajo svoje čebelje predelke na analizo. Potem nekaj tudi damo v raziskave in razvoj, tako da je kar dobro podprto čebelarstvo. Ja, mi smo mali čebelari, ekološki čebelari, vendar pridelka ni toliko, da bi zadostoval za naše potrebe. Zato imamo mi že 30 let in več čebelarje po celi Sloveniji, ki nam dajo viške medu. In iz tega medu delamo tudi razne izdelke, mešanice z matičnim mlečkom, cvetnim prahom, medene namaze, kot čokomed, med z viljamovko in to, kozmetiko na osnovi čebeljega voska, medeni liker, piškote, čokolade. Vse to je osnova, ta med, ki ga mi večinoma dobimo od naših sodelavcev po celi Sloveniji. Absolutno je število čebelarjev v zadnjih letih naraslo. Naša starostna struktura pred 15 leti je bila 66 let povprečje, zdaj je nekje 58. Imamo pa več kot skoraj 200 čebelarskih krožkov v osnovnih šolah, 2500 otrok vključene čebelarske krožke. Vsako leto naredimo začetniški tečaj za 300 čebelarjev, ki je brezplačen. V Sloveniji so zelo v porastu čebelarski krožki, v šolah imajo to.
In tukaj v Višnji Gori, ko smo vzpostavili hišo Kranjske čebele, je to število krožkov in učencev, ki se ukvarjajo s čebelami, tako poraslo, da naši čebelari niso več zmogli vseh otrok vključiti. Tako da tukaj smo zelo zadovoljni. Bi pa mogoče omenila še to, da smo zelo aktivni na področju promocije in povezovanja. In v ta namen smo v lanskem letu gostili največje svetovno tekmovanje mladih čebelarjev, International Meeting of Young Beekeepers, in smo naredili sodelovanje z Hišo Kranjske čebele, občino, Čebelarsko zvezo Slovenije, Cistercijanskim samostanom v Stični in osnovno šolo. Tukaj smo imeli mlade čebelarje iz skoraj 30 držav. 5 dni so tukaj bivali, tekmovali v čebelarskem znanju, izmenjevali izkušnje, se povezovali, skratka izjemno lep dogodek, ki je močno veliko doprinesel tudi našim mladim čebelarjem. Je pa treba vedeti, da se je veliko ljudi mlajših odločilo tudi za profesionalno čebelarstvo. Nažalost pa zadnje letine zaradi teh podnebnih sprememb so zelo slabe letine, malo donosa medu in je čebelarska panoga, ta profesionalna, pod velikim vprašanjem. Туризмот има различни начини како да се организира и како да се привлекуваат, впрочем, луѓе. Меѓу тие привлекувања, токму овде во Полхов градец во Словенија, токму пчеларството Божнар изнашло начин како да привлече туристи, но истовремено и да ги промовира своите производи. Едни од нив се токму овие кои што може да се купат, а тоа е свеќа која што сами си ја правите и си ја носите дома како покол. Со подарокот кој си го понесовме од Полхов градец, со себе дома ги носиме и сите идеи околу посветеноста за зачувување и унапредување на пчеларството во Словенија, кое ги премостува минатото, сегашноста и иднината. На Светскиот ден на пчелите сите треба да се потсетиме на суштинската улога што пчелите ја играат не само во регионот, туку и ширум светот. Малите опрашувачи се повеќе од должност на природата. Тие се неопходност за нашиот сопствен опстанок. Македонската медоносна пчела Апис мелифера македоника е детерминирана далечната 1988 година од страна на германскиот научник Рутнер. Исто така е потврдена во 2013 година од нашиот професор доктор Александар Озунов, кој што е редовен професор на Факултетот за земјоделски науки и храна. Апис мелифера македоника е автохтона македонска медоносна пчела, меѓутоа истата не е распространета само во границите на Република Македонија. Туку истата ја среќаваме и во нашиот јужен сосед Грција, ја имаме исто така и во Бугарија, делови од Србија и Албанија. Оваа пчела во нашите краишта е прилагодена за живење и ни дава најдобри резултати. Меѓутоа, сега морам да споменам дека пчеларите се склони кон тоа да добијат побрзо многу поголеми резултати и читаат за пчели кои ги има во Германија и во другиве држави, каде што селекцијата е вршена долги години, меѓутоа тие пчели даваат добри резултати во услови во кои што се испитувани. Додека кога се импортираат кај нас, истите не ги даваат за тие резултати кои што би ги задоволиле пчелариве, меѓутоа, од друга страна, прават големи проблеми на нашата автохтона медоносна пчела, бидејќи спарувањето на пчелите не можеме да го контролираме како спарувањето кај другите домашни животни. Пчеливе се осетливи на климатските промени, а аналогно на тоа ни се и сите штетници, освен паразитите, исто така имаме животни кои што животниот синџер на исхрана е таков да пчелата е многу ниско, имаме и премногу грабливци кои што ни ја намалуваат бројната состојба на пчелните заедници. Како здружение, најнапред вршиме селекција на македонската медоносна пчела, едукација за пчеларите во Македонија и пошироко, и ги следиме и европските трендови на пчеларење.
така да се што е ново ги информираме нашите пчелари со цел навремено превземање на одредени активности за заштита на пчелните семејства, меѓутоа и за нивна едукација. Апитоксин е отров на пчелите. Пчелите го користат само во самоодбрана кога е загрозена нивната кошница. Пчелиниот отров го користат за да го истираат непријателот, а не за неговото убивање. Пчелиниот отров има и своја корисност. За да се собере 1 грам пчелин отров потребни се 10.000 пчели. Време е за артикулација. Статистиката покажува дека медоносните пчели не исчезнуваат. Речиси 90% од дивите растителни видови и над 75% од културите што ги користиме за храна делумно зависат од опрашување од пчели, пеперутки и други животни. Западната пчела е најраспространетиот опрашувач во светот, произведувајќи околу 1,6 милиони тони мед годишно. Холандија, за да обезбеди извори на храна за пчелите, засади медни автопатишта, ленти од диви цвеќиња долж главните патишта. Медоносните пчели зимата ја минуваат во кошница. Работничките формираат топка околу матицата и така ја загреваат цела зима. За време на зимскиот период не излегуваат од кошницата и освен греење во колонијата, скоро и да немаат други активности. Податокот дека пчелите угинуваат после прободувањето е вистинит само за медоносните пчели работнички. Сите останати пчели можат да прободат повеќе пати. И да, мажјаците на ниеден вид на пчела немаат осило, поради што и не прободуваат. Мед прават и букбарите. Нивните колонии се едногодишни, па немаат потреба да прават поголеми резерви. Денес во приказна ви донесовме интересни приказни поврзани со пчелите. Веруваме поуките кои ги споделивме ќе бидат корисни за сите. Довидување!